Колеги депутат, колеги пратеници, представници на медиумите. Продолжуваме со третата седница на 64-та седница на Комисијата за транспорт, врска и екологија на Собранието на Република Македонија. Преминуваме на втората точка на дневниот ред, предлог за закон за медиуми, второ читање. Ви известувам дека врз основа на членовите 150 и 151 став 1 од деловникот на Собранието на Република Македонија, по предлог закона за медиуми во второ читање во рокот утврден со деловникот на Собранието на Република Македонија за доставување на амандмани, доставени се вкупно 34 амандмани. Отварам претрес по амандманите, односно расправата по амандманите. Прв амандман за бришење на членот 1 под архивски број 07 28 26 низ 35 поднесен од пратениците Игор Ивановски и Јани Макрадули, на кои што и се придружени и други пратеници на СДСМ и на СДП. Го молам представникот да го образложи амандманот. Има збор пратеникот Макрадули, повелете. Почитуван председателе, почитуван министре, пратеничката група на Социјалдемократски сојуз со колегите од опозицијата на СДП и од поднесовме амандмани за бришење на сите членови на овој закон, затоа што, како што смета и фелата, ние го како пратеници избрани овде во собранието од граѓаните, ги артикулираме нивните барања. Сметаме дека овој закон не треба да постои. Овој закон никој не го бара. За овој закон дека не треба да се донесе, пишуваше и Европската комисија, дека не е потребен, и овој закон е тест за тоа кои се за Европа, а кои се за диктатура. Закон кој што е директно нарачен од премиерот, закон кој што имаше за цел да ги доподели новинарите во нарачаните и фингирани јавни расправи, а ДУИ и ДПМН и уште еднаш да го покажат своето вистинско грдо лице на владењето. Со претходниот закон и со денешниот закон, практично 1984 на Орвел законски се воведува во Македонија во 2013 година, а функционира од доаѓањето на Груевски во 2006. Денеска комот на овој закон може да се нарече Орвеловото министерство за вистината. Тамам го имавме големиот брат до сега, сега го имаме Министерството за вистина. Зашто ништо и поинаку не беше до сега. Лажеа дека државните органи, лажеа дека наводно на Мартин Нешковски прво му се слошило, па дека ништо не се случило, за да прикриваат смрт на еден активист на ВМРО ДПМН, дојден на прослава на ВМРО ДПМН. Љубе, македонската телевизија од брат Херој го претвори во сестра предавник. Новинарот Кежаровски го притворија за текстот пред 5 години, затоа што 2 дена после истражениот судија, кога си отиде дома, пронајде патарини со кои што трагично загинатиот новинар Никола Младенов патувал тој ден. Ја затвори А1 и А2, цела една фамилија Рамковски и уште упропастија други семејства, без разлика што се залагат за семејни вредности, затоа што имаа вистина различна од Министерството за вистина на премиерот и ДПМН. Сменија собственичка структура во МПМ и Алфа, тие поминаа подобро.
тие барем преживеа некои. За жал, повеќето новинари не. Денес се на работ на екзистенцијата. И наместо да пушти малку кислород министерот Ивановски, како што тоа му препорачал еден проминентен уредник во еден новинар во еден медиум, тој за жал пушти јаглерод диоксид. Наместо да ги следат експертите ОПСЕ артикл 19 и Европската комисија, ВМРО ДПМН и ДУИ ја легализираа цензурата на медиумите, отворија простор за кривични пријави кон весници и портали, што ќе речат тие за така наречени административни пропусти, кукавички во 2 часот пополноќ. Наместо да ги обележат новинарите со вредности, да ги наградат со квалитет и подобри услови за работа, ќе им воведат лиценци. Едни со портокалова боја, другите со жолта трака на рацете. Наместо да ги регулираат владините кампањи, како што бара Европската комисија и извештајот на Европскиот парламент, воведаа законска и си легализираа законска можност да финансираат продукции на приватни телевизии по терк на власта и кои што работат на власт. Наместо регулација, ВМРО ДПМН и ДУИ со амандманите воведаа цензура. Наместо, што ќе речи Груевски, решение за проблемите, само си го легализираа продолжувањето на лагите и манипулациите. И сето тоа, за жал, со парите на граѓаните. ВМРО ДПМН и ДУИ го легализираше корупцијата на поедини медиуми, што досега беше и пракса, но за сега си најдаа законска подкрепа да не се случи Санадер и Фими Медија. ВМРО ДПМН и ДУИ легализираа владата да дава 20 милиона евра во поедини медиуми. Медиумите на вести да измислуваат лаги против опозицијата, да ја сатанизираат опозицијата, да ја искривуваат вистината, да ја менуваат историјата. И тоа го прават во пари 340 дена, за да во преостанатите 20 дена за време на кампањата, истите тие медиуми бидат главни спонзори на ВМРО ДПМН. И не треба човек да го има читан Орвел, па да знае што ќе се случи. Со новиот закон не само што ќе се затворат порталите, не само што ќе се поднесуваат кривични пријави против неподобните главни одговорни уредници, туку бидете сигурни, по некој месец, како во Кина, во Тунис или во Сирија, ќе се удри и по Фейсбук и по Твитер, зашто смртта на Мартин Нешковски открија твитерџиите. Твитерџиите го спречи онај срамен и корумпиран спот доди на Евровизија, во изден кој што се снимаше со рекламите на Коце Трајановски, за кој што граѓаните платија милиони евра. Затоа што Фейсбук кажува поинаква вистина од Министерството за вистина. Затоа што одредени портали кажуваат поинаква вистина од Министерството за вистина. Впрочем, уште на недонесен закон, премиерот тоа и вчера и го најави, дека тој ќе се справи со порталите кои што кажуваат различни работи од неговата вистина. Затоа, овај закон за медиуми не само што не му е потребен, како што велат новинарите, на никој. Не само што не му е потребен на Македонија, како што кажува Европската комисија. Овај закон нема да донесе добро на никој. Нити на власта, нити на граѓаните на Република Македонија. Но впрочем, ова нема да биде прво законско решение на ВМРО ДПМН и ДУИ кое што е против интересите на граѓаните на Република Македонија, кој што има за цел да ги замолчи критичните, да ги уплаши неодлучните и да ги затвори храбрите. Срамота е за партии кои што се декларираат дека сакаат да ја видат Македонија во ЕУ, да донесат закон за кој што и Путин може да им позавиди. За овој закон немате поддршка од Европската комисија. Баш ме интересира квази европејците како тоа
ќе го оправдаат. Благодарам.